домашната титула, полека ги насочува мислите кон европските настапи закажани за налето. Сваќам време ќе позборуваме за сезоната на Шкендија и за тоа како ќе изгледа неговата екипа и со какви амбиции ќе влезе во европските надпреварувања. Македонскиот фудбал е во висок ниво, не како зборувате или како се личи од надвор дека може би сето ова доаѓа од тоа што инфраструктурата во Македонија е лоша. И затоа можда и преко медии или преко телевизија кога се гледа некој надпревар не е тако висок ниво како што е во Европа. Но темпото и се остало значи што е битно за фудбалерот е во високо ниво и тоа го докажува и Вардар и Шкендија со играњето во Лига Европа што играше Вардар, а исто така и 3 години поред што игра Шкендија во плей-оф. Тоа е еден знак дека во Македонија добро се работи. Во Шкендија исто така секој има амбиции и визија да се направи голем успех. И затоа сакам да кажам дека да не злажат тоа инфраструктурата, пошто фудбалот во Македонија е добар. Амбициите секако се многу поголеми од освојување само на домашната титула. Пласман по групен сегмент на некои од големите европски надпреварувања е она кон што цели Шкендија. Имам играно 4 години Лига Европа и Лига Шампиона исто. Би рекол дека тоа е еден сон што го посакува секој фудбалер. Не би рекол дека треба да биде 18 или 30, него сонот е сон. Секој сака еднаш да игра во тоа надпреварување и да се достигне тој цил што го сонуваш како мало дете. Сонот на Шкендија е да се влегува во таа група, дали тоа било Лига Европа или Лига Шампиона. Ние имавме исто искуство и во македонското првенство да играме со клуб што играше во Лига Европа, како што е Вардар, и на сите треба да ни биде еден знак дека секој може да се направи значи тој успех и да се игра, затоа што фудбалот е фудбал, гледавме и Лига Шампиони, две добри надпревари. Секој може секој да го победи и затоа да не се влегува во таа квалификацијски циклус во еуфорија дека ќе влеземе во група. Него секој чекор по чекор треба да се достигне тој цил. Го кажувам ово, зашто? Затоа што со Марибор можам да кажам дека не беше некоја екипа врхунска, него таа хармонијата што беше како фамилија, како еден, и направи да играме 4-5 години заедно во Лига Европа и Лига Шампиона. Вие постојано сте на последното скалело пред групната фаза во некои од големите европски надпреварувања. Меѓутоа, што научивте гледајќи го Вардар кој беше дел од групен сегмент? Нормално, секогаш треба да се учи, никогаш не е касно, затоа што треба да се земат тие позитивните работи, а и негативните работи. Зашто? Негативните работи се многу лесно да се барат кај секого, пошто никој не ги гледа кај себе. Почнувајќи од тоа дека во ситуацијата во која е Вардар, мислим дека има супер екипа, но овие 2 сезони сме појаки и мислим дека имаме континуитет. Имаме екипа што го докажува тоа и на првенството, а исто така и на европска сцена. Од Вардар може да земеме тоа дека Вардар веруваше дека може да игра и играше. Да играш против еден клуб, како што е Фенербаче, гледајќи во тој сегмент како го имаат достигнува до тоа, само со хармонија и со верување во тоа. Хармоничноста во тимот и вербата во себе се еден дел од работата, меѓутоа што ти треба уште на Шкендија? Повеќе засилувања, промена во тимот, од тој аспект што ќе треба за да се оствари оваа цел, според вас? Според мене, мислим дека треба потешки надпревари, да се има во тоа пријателски, кога имаме подготовки контролни надпревари, треба да се има што потешки надпревари. Што потешки надпревари, исто така треба да се има и во македонското првенство. Пошто ние сите го посакуваме тој успех европски, но почнувајќи од македонското првенство, од тука се живее. Пошто секоја недела ти имаш тука надпревари, имаш тоа што го посакуваш да го стигнеш. А ако не играш во тој ниво во македонското првенство,
после нема да ти даде Господ и во европската цена. Полека се навикна на домашна атмосфера овде во Шкендија. Како го доживеа тој трансфер на враќање после многу сезони меѓународна кариера на домашен терен во Шкендија? Се одомаќени, се навикна? Добро, би рекол дека уште не е како што треба, али како што реков и преска инфраструктура и тоа све, почнувајќи од тоа дека никој од нас не доаѓа од школата на Реал Мадрид или на Милан да сакаме нешто повеќе, него тие елементарни работи што се битни треба да ги има секој клуб во Македонија. Шкендија ги има, Вардар ги има, али кај другите не гледам нешто посериозно, затоа што сите го чекат што ќе направи Вардар и Шкендија. Никој не верува дека може би тие да направат големи успеси во Европа, затоа што, како што рековте и вие, фудбалот е фудбал, секој може секој да го победи, тоа имаме видено исто и во македонското првенство, како што Беласица го победи Шкендија или Силекс Вардар, така да ја мислим дека или Ајакс, да, о Реал Мадрид. Значи, сето од целата кариера моја, пред да додам во Шкендија, јас имав и некои други договори, устни договори, што можев да останам во странство. Но ово што реков, амбициите и тоа сакам да направам исто успех со Шкендија. И затоа што сум тука, јас сум дете на Шкендија и кој ќе би сака да направим некој успех со Шкендија, но и со другите клубови. Како гледаш на изминатиот дел од кариерата, онаа меѓународната во која мина во неколку клубови? Има ли нешто што многу сакаше не направи? Каде има ли некој трансфер кој си бил близко да си сакал да го направиш, ете немало среќа да се реализира? Секако дека има. Многу има такви работи во фудбалот. Почнувајќи од тоа дека во фудбалот треба да имаш позитивни луѓе покрај себе, што се во тој фудбалот да се професионалци. Не да им веруваш на сите. Може тоа беше една моја кривица, би рекол. Сум верувал на секој дека може да ми направи нешто трансфер или така. Подобро да си лојален и фокусиран на еден менаџер, него да имаш 10 менаџери. Така беше и со мене и со Атлетико Мадрид и со Порто, имав две договори, но не знам, пропадна едниот трансфер, вториот трансфер, после отидов во Калјари. Сакав да останам таму, но се вратив во Марибор. Пак играв Лига Шампиона и го не знам, имаше многу сегменти што би почнал сега да зборувам за тие, али тоа е веќе минато и не сакам да се враќам на тоа. Имав стварно успешна кариера. Знаеме како игравме тука на стариот стадион во Тетово, од каде доаѓаме и мислим дека беше се одлично.